Денес продолжуваме со книгата на Ефесијаните. Нашиот фокус или нашето внимание ќе го задржи 21 стих од првата глава. Ја уште еднаш ќе го прочитам стихот, значи Ефесијаните 1:21. Стихот вели: повисоко се мисли на Христос и на неговата позиција, повисоко од секое началство, власт, сила, господство и од секое име со кое се именуваат не само во овој свет, туку и во идниот. Темата ќе биде демонстрации на Божјата моќ и ова ќе биде вториот дел од серијалот. Непосредниот контекст на овие пасоси, на овие стихови, се моќта на Бог. Кажавме претходниот пат дека моќта на Бог се демонстрира или се манифестира надвор во историјата за да сите луѓе ја видат. И од 20 стих кажавме дека Бог пројавува или манифестира две демонстрации. Тие беа дека Христос го воскреснува од мртвите и го поставува, или Христос седнува од десната страна на Отецот. Тие беа двете демонстрации кои ги видовме претходниот пат во 20 стих. Во 22 стих Павле ќе се задржи или ќе објасни уште две демонстрации, тоа ќе го видиме следниот пат, но сега во 21 стих ќе објасни каква позиција е оваа каде што Христос е седнат. Што се состои во оваа позиција? Христос е на позиција на врховна власт, врховен авторитет, врховна моќ. И гледаме дека во овој стих кажува дека оваа позиција е позиција издигната над сите личности и над сите имиња. Во овој свет и во тој што ќе дојде. Значи е неверојатна, голема, славна, величествена позиција. Да почнеме со стихот. Павле ќе излиста 4 групи или 4 категории на личности врз кои Христос е издигнат. Првата категорија, првиот збор што го среќаваме е началство. Оригиналот е археис и овој збор се користи во две сфери. Означува секуларни водачи, луѓе во империја, во држава, и означува ангелско водство или демонско водство. Значи, опфаќа три сфери. Го опфаќа сферата на човекот, сферата на ангелите и сферата на демоните. Например, Павле му пишува на Тит, кој е неговиот делегат во Крит. Во Тит 3.1 вика: напоменува им да се покоруваат на началствата, ова го истиот збор што го среќаваме, и властите, да бидат послушни и спремни за секое добро дело. Значи, Павле му вика на Крит, кажи им, на луѓето таму у црква, да се покоруваат на началствата, на секуларните водачи во државата, во империјата. Понатака зборот означува исто така ангелско водство. Тоа го гледаме општо во Колосјаните 1.16, каде пишува дека преку Христос е создадено се што е на небесата и на земјата, се видливо и невидливо, било престоли, било господство, било началство. Еве го истиот збор. Понатака се користи во сферата на демонскиот свет. Во Ефесијаните 6.12 Павле вика: нашата борба не е против крв и месо, туку против началствата. Еве го истиот збор. Против властите, против управителите на темнина на овој свет, против небесните духови на злобата. Овој збор началства или архе секогаш означува примарност. Секогаш ги опфаќа главните лидери во тие сфери. Ги опфаќа првенците, тие што се првите, главните. Во сферата на луѓето, во сферата на ангелите и во сферата на демоните или лошите ангели. Втората категорија која Павле ја кажува е власт.
во оригиналот е exousias и значи право или можност или капацитет за владење или дејствување. Од тука доаѓа нашиот збор овластување или власт. Исто така овој збор или оваа категорија се користи за секуларни водачи и за ангелско водство. И ги имаме истите стихови. Тит 3:1 ги спомнува властите како секуларни лидери и Ефесијаните 6:12 како ангелите, како власти. И сега од една перспектива може да кажеме дека началството означува статус или ранг на личност, а власта означува неговото владење или неговата екзекуција на таа власт, на таа личност. И оваа врска меѓу началството и власта може да видиме, например, во Лука 20:20, каде стихот вели: демнејќи го, се мисли на Христос, испратија лукави луѓе, пратени од правосвештениците и книжниците, кои се преправаа дека се праведни, за да го фатат во некој збор, за да можат да го предадат на началството и власта на управителот. Чи гледаме истите зборови. Имаме управител кој има началство и тој началник или управител или првенец користи својата позиција на ранг да спроведува власт, да врши авторитет. Овие два збора исто така Павле ги врзува и ги користи за ѓаволот во Ефесијаните 2:2. Сатаната е наречена или е наречен кнезот на воздушната власт. Подобар превод би бил началникот на власта на воздухот или примарниот лидер на власта на воздухот. Од друга перспектива, началство може да означува статус или ранг на личност и таа власт што тоја личност ја има, ја делегира или ја дава на некој друг за да тој владее. Ова го гледаме, например, во Јован 19 глава, од 10 до 11 стих, каде Господ Исус стои пред Пилат и Пилат му вика: мене ли не ми зборуваш? Знаеш ли дека имам власт да те раствам, имам власт да те пуштам? Исус му одговори: ти не би имал никаква власт над мене, ако не ти е дадена од озгора. Чи идејата е власта му е дадена од императорот, кој е началникот во овој случај, на Пилат, и Пилат ја извршува таа власт која му е дадена. Господ Исус секако дека го има на ум Бог Таткото, кој е врховниот началник, врховниот примат, кој му дава оваа привлемена власт на Пилат да го спроведе тоа што треба да го спроведе. Третиот збор, или третата категорија која Павле користи е сила. Дунаменос е зборот. За овој збор веќе дискутиравме во 19 стих, кога зборевме за моќта на Бог. И овој збор доаѓа, го добиваме нашиот збор динамит. Значи некој кој има способност, кој има моќ, кој има капацитет да изврши одредена активност или дејство. Исто така се користи и за луѓе и за ангели. Павле го користи овој збор во Римјаните 8 глава, познатите стихови 38 и 39. Вика: зашто сум уверен, ниту смртта, ниту животот, ниту ангелите, ниту властите, ниту сегашноста, ниту иднината, ниту силите, еве го зборот, не може да не оддели од Божјата љубов. Честа титула во Стариот Завет, кој се користи за Бог, која ја нагласува неговата врховна моќ и доминација во космичко воена смисла, е титулата Господ над воинствата, или Господ над војските, или Господ над множествата. Во Псалм 24, 8 и 10, прашува кој е овој цар на славата, силен Господ во бој, значи контекстот е војна, силен Господ во бој, кој е овој цар на славата, и го пишува дека царнот на славата е Господ над воинствата.
Исаја во таа страшна визија која гледа, каде Бог седи на престолот, имаме серуфими кои постојано го слават во Исаја 6:3, и овие ангели постојано летаат и постојано викаат еден на друг: свет, свет, свет. И Господ е идентификуван како свете Господ над воинствата. И сега оваа титула за Бог во Септуагинтата е преведена како Куриос тон дунаменон, што значи Господ над силите или Господ над динамитите. Господ над динамитите. Четвртата категорија или четвртиот збор кој Павле го користи е господство. Оригиналот е куриетес и означува позиција на моќ, позиција на доминација, на господство. Во Новиот Завет не се користи често, само 4 пати, и во Колосјаните 1:16 општо се збори и реферира за ангели, овој термин или оваа категорија. Значи, сумарно може да кажеме дека овие 4 категории на личности, на битија, ги опфаќаат сите личности и сите битија што можат да се замислат. Во видливата и во невидливата сфера. Сите битија се опфатени. Дали се тоа лоши луѓе, добри луѓе, лоши ангели, добри ангели, се е опфатено. Сите кои се на лидерска и владеачка позиција. И Павле, за да не препушти некоја персона, кажува од овие 4 и секое име кое е именувано. Сите да ги опфати. Истиот концепт го имаме, например, во 1 Петрово 3:22, каде Петар вика: кој се мисли на Христос, откако се вознесе на небото, е одесно на Бога, кому му се покоруваат ангели, власти и сили. И овие два збора ги имаме исто така во нашиот стих. Власти и сили. Значи, се е опфатено. Сите личности, сите битија, сите мокни примати во било која сфера. Дали е сферата на човекот, сферата на ангелите или сферата на демоните. Христос е издигнат бескрајно и бесконечно над сите личности, над сите битија. Што постојат, што постоеле или ќе постојат во иднина. И сега, кога ќе ги видиме уште еднаш овие 4 збора подетално, гледаме дека укажуваат на структури на владење. Значи, имаме лидерство, имаме владење, имаме моќ, имаме господство, имаме авторитети, доминации. Гледаме дека имаме владеачки структури на моќ, хиерархии на власт, конструкции на авторитети. Коментаторот Харолд Хојнер пишува отворен цитат: самите имења кои се овде користени, лидерство или архе, владење или ексусија, моќ или дунаминис, кюриетес, господство или доминација, се користат за власт, укажуваат на нивната политичка функција во космичкиот поредок. Затворен цитат. Значи, имаме владеачки структури, моќ, хиерархии во човекот, во ангелите и во демонскиот свет. И прави смисла, за да имаме ред, организација и ефикасност, нешто да се направи, да се спроведе, мора да имаме владеачки структури и хиерархии на моќ. Например, владеачки структури на моќ гледаме кај човекот. Тоа е очигледно. Каде и да погледнеме во било која држава, во било која империја, во било која племе, имаме некој тип на конструкција, некој тип на владеачка хиерархија. Например, во Римската империја во први век имало неколку структури или стратуми на моќ. Првиот бил императорот, тој бил супериорниот, тој бил главата или началникот и тој бил првенецот кој имал врховна воена, правна и религијска моќ. После биле сенаторите, имало околу 600 сенатори и имале улога на советодавно тело во империјата. После имало структура на администрација и неколку нивоа во оваа структура.
имало нивоа на финанси, на логистика, на инфраструктура, на агрикултура, маркети и така натака. Војската исто така имала хиерархија и структура. Првата била имало легии или легиони, кои биле структурирани во империските провинции, негде 25 до 30 легии, тоа се околу 150.000 мажи, војници. Потоа вториот дел била преторијанската гарда или елитната единица, која била стационирана во Рим, која го штитала и го заштитувала императорот. Некаде околу 9.000 мажи биле војници биле ангажирани. Овие биле елитните војници, најдобрите, собрани од легиите. И имало помошна гарда, војници кои не биле граѓани на Рим, кои ги поддржувале легиите. Исто така имало околу 150.000 мажи. Интересното е, само 10% од населението во Рим било граѓани. Че империјата имала некаде 50 до 60 милиони луѓе, само 5 до 6 милиони луѓе биле граѓани. Другите, повеќето биле робови. Друг пример е во Македонија, исто така имаме политичка структура на моќ. Имаме извршна гранка, каде што имаме началник на влада, тој е премиерот, има кабинет кој се состои од околу 20 сектори со министри и заменик министри. Имаме во извршната гранка исто е председателот или председателката на државата, која се смета за началник на државата. Имаме законодавно правна гранка во собранието, судска гранка со уставен, врховен и локален суд или локални судови, и локалната самоуправа има некаде околу 78 општини. Поентата е, гледаме структури, хиерархии на моќ во човекот. Да човекот направи нешто и да има ред и ефикасност, мора да има структури на моќ. Понатака имаме владеачки структури исто така кај ангелите. Гледаме во Библијата класи на ангели и структура. Например, во книгата на пророкот Данијел, во 10 глава, Данијел има видение од ангел, кој доаѓа при него и му вика, во 12 и 13 стих му вика: не бој се, Данијел, од првиот ден кога го упати срцето свое да постигнеш разбирање и да се понизиш пред твојот Бог, зборовите твои беа услушани и сакав да дојдам според зборовите твои. Но кнезот или принцот на Персиското царство ми се противеше 21 ден. Но Михаел, еден од првите кнезови или принцеви, дојде да ми помогне, зашто јас бев таму сам, кај персискиот цар. Што кажу овде? Имаме ангел кој доаѓа кај Данијел и му вика: еј, слушај, не можев да дојдам според твоите зборови, ми се противеше демонот на Персија, кој владее со Персија. Не можев да се справам со него. Дојде Михаел, кој е аркангелот, и тој ми помогна. И затоа сега дојдов. Според Данијел 21, 10.21 и 12.1, Михаел е представен како заштитник на Израел и е наречен еден од главните принцеви или ангели или кнезови. И сега оваа титула на принц или на кнез се усогласува со владината улога кои ангелите имаат над цареви и држави. Во Библијата, например, имаме различни класи на ангели. Гледаме серуфими, кои се околу престолот на Бог, кои го слават него. Гледаме херуфими, тие ги среќаваме во Езикијел, кои се под престолот на Бог. Например, надвор од Библијата имаме неколку книги кои се занимаваат со, ајде да кажем, систематизација на ангели. Први Енох, така наречен етиопски Енох, кој е еврејски текст, датиран негде 3 век пред Христос, дава детален приказ на ангелите и нивните улоги и ги категоризира ангелите во 4 нивоа според нивната функционална хиерархија, и во првото ниво ги става серафимите, херуфимите и офанимите, во второто архангели како Михаел,
Во третото ниво се локални наблюдувачи и четвртото се ставени неименувани ангели. Покомплексна книга е Небесна хиерархија од Псевдо-Дионисис, христијански теолог од 6 век, каде презентира подетална систематска хиерархија на ангелите. И ги листа ангелите во 3 категории по 3 класи од оваа структура. Че првата ги листа серафимите, херуфимите и престолите, кои би се најблиску до Бог. После во втората имаме господства, сили и власти, овие се нашите термини што ги имаме во стихот. Потоа во третата категорија се кнежевства, архангели и ангели. И тие се трите категории. Сега ваква категоризација немаме конкретно во Библијата на систематизација на ангели, но тоа што може да видиме е дека има структура, има хиерархија, има конструкција на владење. Може да кажеме, како што некои аргументираат, дека во овие 4 категории Павле оди од највисоката личност, највисокиот ангел, до најнискиот, за да ги опфати сите ангели, сите битија. Но тешко е да се аргументира дека господства, која е четвртата категорија, е најнискиот ранг или ниво. Може да кажеме дека Павле оди од највисокиот првенец до последниот највисок. Така да сите да ги опфати. Ако највисоките и приматните се опфатени, тогаш сите други се опфатени. Ангелите, например, се опишани како битија кои го обожуваат Христос, кои го слават. Во Евреите 1.6 Бог таткото ги им вика на ангелите да се поклонат пред Синот. Во Откровение 5.11 и 12 ангелите го слават Христос за неговото откупително дејство. Например, стиховите викаат: и видов и чув глас на многу ангели околу престолот и бројот им беше 10.000 по 10.000 илјадници и илјадници. Со еден збор, енормен, скоро бескрајен број на ангели го слават Христос и викаат: достојно е јагнето заклано да прими слава, богатство, мудрост и така натака. И сега, како што имаме владеачки структури на мок кај човекот, како што имаме владеачки структури на мок кај ангелите, така имаме и владеачки структури на мок кај демоните. Демоните, ѓаволот само пресликуваат тоа што го гледаат кај ангелите и кај човекот. Овие демони, овие лоши, злобни сили се наречени власти, началства. Павле ги идентификува како космички сили. Нивниот принц, нивниот кнез, нивниот примат е ѓаволот. Тој е нивниот организатор и движеч. Гледаме во Даниел дека демони владеат со цареви, владеат со царства, со империи. Во Матеј 12.24 сатаната е прикажана како принцот над демоните. Во Ефесјаните 2.2 кажавме е наречен началникот на власта. И во 2 Коринтијаните 4.4 е наречен богот на овој свет кој ги заслепува умовите на луѓето. Овие демонски битија имаат политичка власт, имаат доминација. Светот е владеен од нив. Светот изгледа ваков каков што е, распаднат, скршен, болен заради нив. Во 1 Јован 5.20 Јован вика: целиот свет лежи во зло. Целиот свет лежи во зло. Светот е полн со насилство, полн е со грев, полн е со злоба, со темнина, со војни, со лажни религии, лажни учители. Дури во христијанството има многу лажни учења. Во светот има над 4000 лажни религии. Овие злобни и темни
битија или суштества се навистина доста активни. Не спијат, не одмараат, него се многу активни. Овие космички лидери и сили се борат против црквата и денес. Се борат против христијаните. Сакаат црквата да згасне, да биде уништена, не да се слави Христос, туку да се слави некој друг. И Христос, да, навистина постигна решавачка победа, кога дојде преку неговиот живот, преку неговата смрт и воскресение. Христос преку својата смрт и преку своето воскресение го уби гревот и преку убиството на гревот веќе сатаната е разоружена. Веќе нема моќ. Штом гревот е убиен, тој е победен, но исто така како победен непријател е активен, е жив. И таа победа, или крајната видлива победа на ѓаволот и на демоните го чека второто Христово доаѓање, каде што ѓаволот и демоните ќе бидат фрлени во пеколот и веќе ќе ги нема. Христос е представен како победник, но неговата финална победа се очекува кога ќе дојде пак. И ѓаволот, како паднат ангел, цело време се бори против Бог. Се бореше против Бог со Адам и Ева. Ги сопна, ги натера на грев, преку нив го отру целото човештво со грев. Сакаше да ги елиминира евреите, постојано го гледаме тоа у Стариот Завет. Постојано сакаше да ги убие, зашто знаеше дека Месијата, тој што ќе дојде и ќе згази главата на змијата, ќе дојде од евреите. Но не успеа да ги елиминира евреите. Христос дојде и кога дојде Христос, беше постојано немирен, постојано сакаше да го сопне, постојано сакаше да го искушува, постојано му носеше интриги. И на крај ѓаволот влезе во Јуда, кој беше еден од најблиските, еден од тесниот круг на 12 апостоли, веќе беше во фарисеите и на крај успеа. Си мислеше ѓаволот, дојде Синот Божие, стана човек и ние го убивме. И веќе го нема. Веќе сме слободни. Ѓаволот навидом извојуваше победа, но Христос воскресна. Христос не само што воскресна, седна од десната страна на Отецот, имајќи врховна, апсолутна, тотална власт, доминација и моќ над сите ѓаволи, над сите демони, над сите злобни сили. Ѓаволот не успеа. Пуританецот Томас Брукс вика, отворен цитат, Сатаната е лав што рика, но Христос е лавот од племето Јуда, чија моќ е бесконечна и чија победа е вечна. Ѓаволските намери се многу, но сите тие се совладени од Божјата рака за доброто, за неговите избраници. Затворен цитат. Сега, ако ги земеме овие 4 категории, што Павле ги листа овде во стихот, да означуваат само демонски сили, што е можно, само лоши духови, тогаш гледаме спој на смрт со демони. Значи, Христос доаѓа и ја уништува смртта, ја убива смртта со својата смрт и воскресение. Христос доаѓа и ги победува овие демонски сили со тоа што седнува над нив. Високо е издигнат над нив. И прашањето е зошто ваков спој? Зошто имаме спој на смрт со демони? Или смртта беше од 20 стих, сега ги имаме демоните од 21 стих. Одговорот лежи во контекстот на Ефес. Ефес, кажав претходниот пат, како град, како антички град, смртта и демоните биле споени кај нив. И луѓето верувале дека смртта ослободува духови кои може да станат демони. А демоните се тие што го забрзуваат доаѓањето на смртта кај луѓето и носат најразлични несреќи, болест,
така натака, лоши работи. Ефес, како што кажав претходниот пат, бил во први век центар на магии и окултни практики, и луѓето верувале дека космосот е преполн со вакви невидливи битија, со вакви духовни ентитети, богови, демони, немерни души, кои може да станат демони. Се верувало дека овие невидливи сили влијаат на секојдневниот живот, дека се активни, дека се тука. Луѓето живееле во страв, од страв од демоните, нешто да не им направат, да не им донесат болест, да не им донесат несреќа, да не им донесат смрт на нив и на нивните блиски. Демоните биле обвинувани за ненајдени болести, несреќи, прерана смрт, и се сметало дека тие некогаш действуваат и ја спроведуваат волјата на боговите. Коментаторот Франк Тилман вика, отворен цитат: "Стравот од ваквите сили бил вообичаен и верувањето дека починувањето и контролата на судбините на нациите може да донесе општествен и индивидуален просперитет на овие божества." Затворен цитат. Ова било толку доминантно што поговорките што се случувале во време на фестивалите посветени на Артемида, богињата на Ефес, се пеело да се одвратат овие мрачни духови. И во куќите, домакинства се чувало најразлични фигуринки со цел да ги одбијат овие лоши духови. Стравот ги поробувал луѓето на ритуали, на магии и на култни свештеници. Магијата нудела контрола над овие сили. Ветувала заштита, ветувала безбедност, дури и одмазда против некои кои тие го мразеле. Се верувало дека магијата може да ги контролира судбините на луѓето, да ги контролира овие духовни сили и да исполнуваат желби и барања. Се користало најразлични амајли, скапоцени камења, заштитни фигуринки и така натака. И сега во овој контекст на страв, на демони, на демонски сили, Павле доаѓа. Доаѓа во Ефес и го проповеда Христос. Го проповеда Евангелието, прави чуда, спасува луѓе од демони преку Христос. И луѓето ја гледаат моќта на Христос, ја гледаат моќта на Евангелието и се покајуваат. Се спасуваат. Имаме драстична промена кај индивидуи во Ефес. И тоа го опишува Лука во Дела 19 глава. Во 17 до 20 стих вика: "Името на Господ Исус се величеше", збори во Ефес. "И многу мина од оние што поверуваа, доаѓаа и ги исповедаа и ги откриваа своите дела. И мнозина од оние кои правеа магии ги донесоа своите книги и ги изгореа пред сите. Па дури и се пресмета нивната цена и се утврди дека чини 50.000 сребреници. Така да Господовото слово мокно растеше и се засилуваше." Значи има од страф од демони, Христос ги спасува луѓето и сега има страф кон Христос. Христос се гледа како тој кој има моќта над овие невидливи злобни битија. Христос не само што има моќта над смртта, да спаси луѓе од смртта, тој има моќ да ги спаси луѓето од демонските сили, од ѓаволите. И тоа го гледаме. Овие луѓе доаѓаат, се спасуваат, се покајуваат, поверуваат во Христос, Христос ги ослободува од демони и што прават? Ги носат сите овие магични книги на рецепти и ги горат. И тоа што било уништено, кажува дека е со вредност 50.000 драхми. Тоа било 50.000 дневни плати. Една драхма било платата на еден работник тогаш за еден ден. Е сега, зависност од методологијата на пресметка, 50.000 драхми се преведуваат со вредносен опсек од некаде 2,5 до 5 милиони евра денес.
Значи, овие луѓе доаѓаат и уништуваат 5 милиони евра на овие магични текстови и папируси. Зошто имале толку голема вредност овие документи на магични рецепти? Зошто? Зошто имало многу голема побарувачка. Луѓето живееле во страв, живееле во несигурност и сакале очајно да добијат некоја сигурност, некоја заштита, некоја безбедност во овој нестабилен свет во кој живеат. И толкова вредност е уништена што покажува дека се случува драматична промена кај нив. Дека Христос навистина нив ги спасува и ги ослободува не само од страв кон смртта, туку од страв кон демоните и лошите сили. Прашањето е дали кај нас во Македонија денес е поразлично. Дали луѓето исто така се исплашени од демони и невидливи сили? Дали македонците се заробени на ритуали, на свештеници, на магии? Што се случува? Од страв од демони и од страв од некои слепи надприродни духовни сили, луѓето закачуваат лук по становите и куќите. Се осветуваат куќи, станови, објекти и луѓе со света вода. Се ставаат крстови по куќи и во коли. Се ставаат крстови на врат и на дланка со цел луѓето да бидат заштитени преку тие крстови. Се ставаат икони и свеки по патишта со цел луѓето да бидат заштитени по нивните патувања. Некој демон или некоја несреќа да не дојде и нив да им направи лошо. Ана Кечан, професор на Меѓународен Балкански институт во Скопје, во пейпер, пишува, пейперот се вика Надприродни суштества во македонските верувања, пишува дека македонците веруваат во надприродни суштества, како например отворен цитат, вампирот, привидението, самовилата, змеот, ламијата, вештерката и наречниците. Она што е интересно, вика таа, е дека верувањата во некои од овие суштества не се дел од историјата, туку во одредени региони и денес македонците во 21 век ги веруваат овие работи. Во одредени рурални средини, па и не само рурални, ама се забележува во селските средини, е дека луѓето веруваат во вакви работи. Во некои села, Македонија, се верува дека мртвите можат да станат вампири. Љупчо Ристевски, професор по ентологија и антропологија на ЮКИМ, во есеј по име Категории на злобните мртви во македонската народна религија, во книгата Христијанска демонологија и популарна митологија го кажува следното, отворен цитат. Доколку заедницата верува дека постои шанса починатиот да се претвори во вампир, ако бил грешен или ако умрел невиден, глок трн се става во петиците на левата нога. Почест метод е да се залепи метална игла во стомакот, во папокот. Се верува дека тоа ќе ги уништи злите сили. За да се постигне истата цел во некои села во Мариово, било вообичаено да се сече лешот со нож во пределот на градите или во срцето. И додека се правел овој магичен ритуал, се викала магичната формула, отворен цитат, да одиш по Бог и по Богородица, а не по Сатан и Сатаница. Понатаму ритуалот продолжувал и една од постарите жени зимала дел од облеката на починатиот после погребот и излегувала надвор од куќата и се обидувала починатиот да го испрати. И во овој ритуал велела, отворен цитат, по планина да одиш или во Охрид или во Подгорец или некаде, немој да се доаѓаш тука овде повторно, не се шетај овде, не се враќај како вампир. Затворен цитат. Значи, кај нас не е поразлично. Истиот контекст. Луѓето живеат во страв, живеат во несигурност, живеат дека некој демон, некој мртов ќе се врати и ќе ги гони. Во Дојран бевме едно лето, пред многу години, седевме така на тарасата
и одеднаш едно девојче дојде со точак, така рандом, во дворот. И се разви муабетот, почна она да збори, ја почнав да евангелизирам, и после некое време имаше ранец, го извади ранецот, и од ранецот извади една голема икона. И вика, еве, оваа икона, од овој некој светец, е таа што ме штити. Таа што ме заштитува. Каде и додам, ја носам оваа икона. Оваа икона ме штити од несреќи. Сега, дали може метал и дрво во форма на крст, или бои и лакови насликани на дрво во форма на икона, да спасат некој од ѓаволот и демоните? Зар некој демон ќе се уплаши од некој крст, ќе се уплаши од некоја икона, од лук, од посветена вода или од некоја смешна магија? Демоните се многу по-супериорни битија, се многу по-комплексни, многу по-софистицирани од човекот, многу по-паметни. Вакви смешни работи нив нема да ги уплашат и тие да избегаат. Тоа што ќе го спаси човекот од ѓаволот и од демоните е само Христос. Христос е тој што е врховно издигнат и само тој има моќ да спаси душата од овие демонски власти. Само тој, никој друг и ништо друго. Секој кој ќе извика кон името на Христос во покаяние ќе биде спасен. Понатака стихот ни вели, значи после овие 4 категории, кажува повисоко, значи Христос е издигнат над секое началство, власт, сила, господство и секое име. Овде зборот е ономатос, со кое се именуваат не само во овој свет, туку во идниот. Зошто фокусот на име? Зошто е името важно? Зошто не каже нешто друго? Најпрво, името означува личност. Ова го посочува Томас Гудвин во неговиот коментар. Например, во Дела 1:15, кога се бира нов апостол на местото на Јуда, стихот вели, во оние денови Петар стана меѓу браќата и се биле собрале околу 120 души. Овде зборот не е души, туку е имења, ономатон, истиот збор. Чи подобро да се преведе, и се биле собрале околу 120 имења. Гледаме дека името означува личност или душа. Понатака името означува чест или дигнитет. Во Битие 6:4 го гледаме тоа. Стихот вели, во она време имаше џинови на земјата, особено кога синовите Божји почнаа да влегуваат при ќерките човечки и почнаа да им се раѓаат. Тоа се силните луѓе од старо време, луѓе прочуени. И сега овој термин, луѓе прочуени, во еврејскиот е луѓе со име или луѓе од име. Че гледаме дека името означува чест или дигнитет. И поентата е дека Христос е издигнат над сите имења, над сите личности, над сите луѓе, индивидуи со дигнитет и чест. Христос е издигнат над сите. Интересното е што во магичните практики, тогаш, дури и денес, ако го знаеш името на некој ангел или демон, можеш тој ангел или демон да го контролираш. Коментаторот Клинтон Арлонд вика, отворен цитат, именувањето на имињата било основа за магијата. Познавањето на вистинските имиња и нивното повикување било средство за искористување на моќта и услугата на тие битија, представени со тие ознаки. Значи, ако знаеш името на некој ангел или демон, можеш да го повикаш и тој да ти заврши работа, да те исполни твојата желба. Во еден волшебен текст од ПГМ, познатиот ПГМ документ, што го зборевме претходниот пат, каде имаме рецепти на магии, кои се најдени и денес, кои рециркулирале тогаш во тоа време,
Овој волшебен текст го вика следното. Значи е дел од магија. И вика, ве повикувам со големите имења. И овде се користи истиот збор што го имаме у стихот. Ве повикувам со големите имења. Вие свети имења, вие сили, потврдија, изврши оваа совршена магија веднаш, брзо. Се мислело дека ако го искористиш зборот, или повикаш некој бог, или некој демон, или некој ангел, ќе ти се заврши работата. И ова го гледаме, например, истата работа ја гледаме во Дела, 19 глава, 13 до 16 стих, каде што имаме јудејци, екзорцисти, кои го прават истото. Го слушаат Павле како доаѓа и го користи името на Христос, и они викаат, и ние ќе пробаме ова, и ние ќе го искористиме името на Христос. И шо викаат стиховите? 13 стих вели, некој пак од јудејците кои скитаа наоколу и истеруваа зли дихови, се обидуваа да го повикат името на Христос над оние кои беа одземени со зли духови и велеа, ве заколнуваме во Христос, кога го проповеда Павле. Значи, мислеле дека ако само го спомнат името на Христос, Христос механички, автоматски ќе заврши работа, што потврдува праксата што ја гледаме во магичните текстови и тогаш, дека луѓето онака само ако го знаат името на некој демон или ангел, тоа ќе им успее. Но што се случува? Во 15 и 16 стих го имаме резултатот. Злиот дух одговори и рече, Христос го познавам и Павле го знам, но кои сте вие? И човекот, во кого имаше зол дух, скокна дандив, ги совлада и покажа таква сила, што тие голи и ранети побегна од таа куќа. Значи, нема играчка. Господовото име Христос не е алатка, механички ние така да си го користиме на празно. Поентата е дека Христос има име над сите имења, има име над сите личности, над сите битија, над сите ентитети, над сите персони. Нема ривал. Христос и само неговото име е славно. И пред ова име, пред името на Христос, секоја личност ќе се поклони и ќе падне и ќе извика дека Христос е Господ. Секоја личност, што постоела, ќе дојде пред името на Христос, ќе дојде пред личноста на Христос и ќе се поклони и ќе извика Христос е Бог. Тоа го гледаме в Филипјаните 2, 9-11, Павле вика, Бог го превозвиши Христос и му даде име над секој име. Та во името на Христос да се поклони секое колено, на се што е небесно, земно и подземно, и секој јазик да исповеда дека Христос е Господ. Дали Христос е Господар на твојот живот? Сега, денес. Не чекај да дојде судниот ден. Направи го Христос, тој нека биде Господар на твојот живот денес. Зошто е Господар. Исто така, Бог е тој што именува. Бог е тој што дава имења, Бог е тој што променува имења. И Христос како врховен цар и врховна издигната бесконечна личност над сите битија има право да именува. Има право да променува имења. Бог ги создава звездите и ги именува. Во Псалм 147:4. Ги создава сите животни и птици и ги носи кај Адам. И што се случува? Адам ги именува да означи авторитет. Че Бог му дава авторитет на Адам и преку тој делегиран авторитет Адам ги именува животните и птиците. Ја создава Ева, му ја дава на Адам и што прави Адам? Адам ја именува. Да означи авторитет. Бог го променува името на Аврам, на Сара, на Јаков и на Симон во Новиот Завет во Петар. Дали се луѓе од историјата, дали се луѓе од денес, дали се луѓе од иднината, дали се ангели, дали се демони,
било која личност, било кое име, се под врховната власт на Христос. Понатаму, стихот вели, Христос е издигнат повисоко од секое началство, власт, сила и господство, над секое име, што може да биде именувано, и после вика не само во овој свет, туку во идниот. Не само во овој свет, туку во идниот. Оваа фраза, исто така Христос ја користи во Евангелијата. Например, во Матеј 12:32, Исус вика, ако некој каже збор против Синот човечки, ќе му се прости. Ама ако каже нешто против Светиот Дух, нема да му се прости. Ниту во овој век, нити во идниот. Ниту во овој свет, нити во идниот. Во Лука 20:34-35 имаме истата идеја. И во Марко 10:30. Христос е врвен, е примат, врховен цар во овој свет и во идниот. Во овој свет и во идниот. Во овој свет, кажав, е препон со грев, препон со злоба, препон со болести, препон со насилство, со војна, препон со пролеана крв, со демони, со ѓавол, со злобни луѓе, полна е со гробишта. Но Христос е над сето тоа и со сето тоа владее. Значи, сите овие работи, како смртта, како гревот, како ѓаволот, како демоните, се алатки, средства во неговите раце. Тие се робови во неговите раце, кои тој ги контролира, кој ги движи, тој ги управува, како што сака. Тој невидливо владее во овој свет. Иако овој свет изгледа дека е надвор од контрола, тој змечувачко владее и сега и денес невидливо. Може не ја гледаме обично често, скоро секогаш неговата рака, како владее, но тој владее змечувачки со овој свет. Тој е над сите сили, над сите моки, над сите власти, над сите господства, над сите имења, над сите личности. Тој е врховен и владее со се. Во овој свет, во овој слеп, болен свет кој ќе биде изгорен еден ден, ќе биде фрлен во континер, тој владее. Но Христос исто така ќе владее и во светот што ќе дојде. Во тој свет ќе нема грев, во тој свет ќе нема злоба, ќе нема болест, ќе нема насилство, ќе нема војни, ќе нема страдања, ќе нема пролеана крв, ќе нема пролеани солзи, ќе нема гробишта, ќе нема смрт, ќе нема демони, ќе нема ѓавол, ќе нема грешници. И тогаш Христос видливо, доминантно ќе владее. Во тој свет на љубов, тој свет на мир, свет на правда, свет на добрина. Чи Христос врховно владее и денес, и сега, во овој свет и во идниот. Има тотално, апсолутно, целосна доминација. Значи, тоа е сумацијата од стихот. Може да кажеме дека Христос е издигнат над сите личности, над сите битија, над сите имења во човечкиот свет, во ангелскиот свет и во демонскиот свет. И тоа во овој свет и во идниот. Во сите светови што може да се замислат, во сите универзуми, во сите димензии. Тој е цар и е цар за секогаш. Сега да видиме што може да примениме од стихов за нас денес. Првата, имаме две примени. Првата ќе биде големо име, втората ќе биде победа над демоните. Почнеме со првата. Големо име. Прашањето за нас е што бараме во овој свет.
Дали бараме големо име за себе си? Дали сакаме да бидеме славени и издигнувани од луѓето? Нашето име да биде памтено, да биде возвеличено, да биде издигнато, да ни ракоплескаат целиот свет да каже: "Вау, каков си, неверојатен си." Дали сакаш твоето име да биде популарно и познато во овој свет, во оваа генерација и во другите генерации? Твоето име да биде познато, популарно и мокно. Томас Гудвин вика, отворен цитат: "Ѓаволите не живеат за телесните задоволства, богатства и слични работи, тие живеат и самите себе си угодуваат во поседувањето на моќ, во покорувањето на народи и владеачки кралеви, за да биде издигнато нивното име." Затворен цитат. Значи, тоа што демоните го бараат, тоа што ги движи, тоа што им е нивна пасија, тоа што за што живеат, ако може така да кажеме, е да си направат големо име за себе сега, во овој свет. Да бидат они доминантни, они да имаат моќ, они да владеат. Телесни задоволства, богатства, тоа се ситни незначени работи за нив. Они бараат големо име. Дали и ти тоа го бараш како нив? Дали сакаш твоето име да е познато, да е популарно, да е мокно, да имаш доминација во овој свет, да владееш, да управуваш, луѓето да ти се плашат? Или дали сакаш и бараш Христовото име да биде големо во овој свет? Не твоето, Христовото. Дали бараш Христовото име да биде познато, популарно, величено, издигнато, прославено, а не твоето? Твоето да биде негде заборавено, да биде на страна, да не е тоа толку битно. Дали сакаш Христос да биде возвеличен, издигнат, тука во Скопје, тука во Македонија и низ целиот свет? Или сакаш ти да се промовираш преку Христос, преку Библијата, преку црквата? Што бараш во овој живот? Што е твојата мотивација и цел? Зашто живееш? Знаеме зашто живеат ѓаволите, знаеме зашто живеат изгубените. Ти зашто живееш? Знаеш дека Христовото име ќе биде прославено, дали со нас или без нас? Ќе биде прославено. Но не смееме ние да изгубиме нашата душа, стремејки се да добиеме големо име тука на земјата. Не смееме. Каква трагедија ќе биде тоа? Нашата цел, нашата мотивација, нашата пасија, нашата страст, обсесија треба да биде овој вреден спасител кој е издигнат над сите имиња, личности и персони, да биде издигнат во мојот живот, да биде прославен, да биде возвеличен. Само тој да биде издигнат. Зошто он е само вреден? Оние во Германија што го прифатили учењето на Лутер во време на реформацијата, 16 век, се нарекувале себе си евангелисти. Подоцна го усвојуваат името лутерани и покрај протестите на Лутер. И Лутер вика ова, протестира. Отворен цитат: "Кој е овој Лутер? Моето учење не е мое, ја не сум раснат за никого. Зошто да ми се случи мене, бедна смрдлива вреќа со црви како што сум јас, да децата Христови да се нарекуваат со моето беззначајно име?" Затворен цитат. Значи, Лутер се нарекува себе си бедна, смрдлива вреќа со црви. Моето име е значајно, тргни го на страна. Не можем да го смислам, тотално беззначајно. Само Христос да биде издигнат.
Само Христос, не моето име, само Неговото име. Дали е тоа нашата цел, нашата пасија, нашата причина за живот? Или сакаме да се издигнеме себе си, да се прославиме себе си, да се покажеме себе си, видиме колку сум убав, видиме колку знам, видиме колку способности имам. Или нашето срце копне Христовото име да биде издигнато. Втората примена е победа над демоните. Во Христос имаме победа над овие демонски сили. Овие демонски сили се опасни, не се смешни, владеат со човекот, го заслепуваат умот на човекот, се активни, но тој што е во нас е посилен од тој што е надвор од нас. Јован вика, тој што е во нас, а кој е во нас? Христос, Светиот Дух, е посилен од тој што е надвор од нас. Кој е надвор од нас? Ѓаволот. Христос е поголем од сите, од било кој демон, било кое духовно битие, било која личност, било која злобна власт, лоша сила. Христос е над сите. И во Него имаме победа. Ричард Сипс вика, отворен цитат, Христос го победи ѓаволот и сите негови ангели, тие се само како ковани непријатели пред неговите нозе. Најслабиот верник, подпирајќи се на Божјата сила, стои над нив преку моќта над победничкиот Спасител. Затворен цитат. Божјиот збор е единственото офанзивно оружје што го имаме против овие демонски сили. Значи, иако сме спасени од ѓаволот и од овие демонски сили, тие се активни. Тие действуваат, се борат против црквата и против христијаните. Не се пасивни. И единственото офанзивно оружје што го имаме е Божјиот збор. Тоа е мечот со кој ние се бориме против овие демонски сили. Затоа Библијата е од суштинска вредност, од непроценлива значајност. Читањето, проучувањето, меморизацијата на Библијата во нашите срца, ставањето на Библијата во нашите срца е офанзивното оружје, кое ќе ни помогне да се справиме со овие темни, злобни сили, кои не искушуваат, кои носат интриги, кои не носат во грев. Павле вика во Колосјаните 3:16, Христовото Слово изобилно нека живее во вас, нека се всели. Стајте го Словото во вас. Ставите го. И гледаме што прави Христос со сатаната. Нели, во Евангелијата. Доаѓа сатаната, го искушува 3 пати и Христос што прави? Цитира Библија. Цитира Библија. Сатаната што, сакаш Библија, ја ќе ти цитирам. Он па му цитира Библија. Значи, клучот е Библијата и ставањето на Библијата во нашите животи ќе ни даде сила и капацитет да се бориме против злите сили, кои веќе се победени, кои веќе се разоружени, но тоа ќе ни помогне да живееме успешен и плодоносен христијански живот. Да се помолиме. Господе, те славиме Тебе, што Ти навистина, Боже, си вреден. Во Тебе се кријат сите богатства, сите убавини, сите раскоши, сите прекрасни димензии и висти, за кое нашето срце копне. Господе, Ти си толку издигнат. Ти си толку далеку, безкрајно издигнат и возвеличен на сите демонски сили, над сите ангелски движења, над сите човечки
празнини, над сите човечки уселби. И сепак доаѓаш, Христосе, при нас. Сепак се понизуваш да не спасиш. Се понизуваш да ни опростиш. Се понизуваш да ги миеш нашите рани од гревот. Се понизуваш да ни утешуваш. Се понизуваш да ни кажеш опростено ти е. Не го прави тоа. Се понизуваш да ја покажеш твојата љубов, твојата милост. Ти си толку високо издигнат, толку далеку, а сепак доаѓаш при нас. Сепак ни утешуваш, сепак ни миеш, ни опростуваш, ни обновуваш. И зачудувачки е што сепак ти не користиш, Боже, тука на земјата, да извршуваме Твојата волја, да сме Твои слуги, Твои деца, Твои пријатели. Фала Ти, Господе, што во Тебе имаме победата и помогни ни, Боже, да живееме Твоето име, да го издигнеме. Многу често се жал, се стремиме ние да се издигнеме, ние да се покажеме, да кажеме колку знаеме за Библијата, колку знаеме за Бог, како треба, вака треба, така треба. И нашето срце не е Тебе да Ти издигне. Така да, Боже, помогни ни овој црв, ова искушение, да го убиеме во нашиот живот и слободни да трчаме во поривот и во стремежот Твоето име да го направиме големо во овој град и во оваа држава. Тоа е нашата задача. Твоето име да биде големо, да биде возвеличено. Преку нашите зборови, преку нашите односи, преку нашите дела, преку се што правиме, Ти да бидеш возвеличен. Помогни ни, Боже, и сите овие работи ги бараме во Христос и Неговата слава се молиме. Амин.